Долгогодишниот и сакан стадион во Вашингтон Роберт Кенеди, познат како стадион на РФК, сега се демонтира. Одржувањето на објектот од 1961 година стана премногу скапо за градот, имајќи предвид дека сега е домаќин на малку спортски настани. Но градските власти одлучија дека ова збогување не треба да биде тажно. Објектот зад мене беше неверојатен дел од Вашингтон. Сметавме дека е соодветно да го поставиме наследството со проштална кампања за стадионот. Уривањето тивко започна, работите се одвиваа внатре, но подоцна ќе стане повидливо. Многу не радува што седиштата ќе се продаваат. РФК беше еден од првите стадиони во САД дизајнирани со намера да служат и за американскиот фудбал и за бейсбол. Тој беше дом на НФЛ тимот на Вашингтон Командерс, бейсбол тимовите Вашингтон Сенаторс и на Вашингтон Нешналс, фудбалскиот клуб DC United, како и многу други. Тој беше домаќин на надпревари кои беа дел од светскиот куп и 9 фудбалски средби за време на Олимписките игри во 1996 година, како и боксерски надпревари, велосипедски трки и маратони. Тука настапуваа музички уметници како Мадона, Ролинг Стоунс, Аеросмит, Майкл Джексон, па дури и Битлси, а го посетија и голем број американски председатели, Џон Кенеди, Линдон Џонсон, Ричард Никсон и Џорџ Буш. На прошталната церемонија многу гости не можеа да ги сокријат емоциите. Поранешниот играч и тренер на Вашингтон Командерс, Даг Вилијамс, играше тука кога неговиот тим го освои Суперболот по втор пат во 1989 година. Мислам дека играчите кои играа пред мене, како Дейв Бутс, Чарли Тейлор, Боби Мичел, првиот афроамериканец кој играше на овој стадион, овде направи историја. Толку многу оставија белег на овој стадион и сега тој треба да биде урнат. Тажно е. Бил Хамид, сега голман на DC United, ги сподели емоциите на Вилијамс. Ме боли да гледам како стадионот се урива. Имам тетоважа за мојот прв надпревар како професионалец, тоа беше 5 мај 2010 на овој терен. Тоа беше првиот надпревар што го добивме таа сезона. На прашањето што ќе се изгради на местото, градоначалничката на Вашингтон, Муриел Боусер, не даде конкретен одговор. Имаме над 20 милиони луѓе кои секоја година доаѓаат во Вашингтон од странство. Тие сакаат да гледаат згради кои се посветени на познати американци, како Роберт Ф. Кенеди. Значи, знаеме дека следното поглавје на овие 190 хектари треба да има соодветна почит за Роберт Ф. Кенеди. Демонтажата на стадионот ќе трае околу една година. Во меѓувреме, навивачите и спортистите имаат време да се збогуваат за последен пат.